Нашиот рецепт на денот денеска петочки на вистина ќе ви изненадиме, нешто што веројатно треба да биде застапено на сечија трпеза кога станува збор за времето или терминот кога ручете, но доколку сакате ручекот да се заснова само на тоа, тогаш ова ќе биде една вкусна салата зеленчукова со сезонски зеленчук, која што при тоа добро ќе влие на вашиот организам, му прави детокс, а исто така и го подобрива имунитетот. Ја само вака накратко една увертира за тоа што ве чека во следниве минути, а повеќе и подетално се разбира од нашата Емилија Спасовска-Мојсовска, нутриционист, која што еве неколку пати, 2 пати, до сега ни беше имала и третиот пат. Веќе не ги бројам. Веќе да, и јас веќе нема да ги бројам, но бидејќи нашите гледачи те сакаат и те бараат, јас решив еве денеска да се подружиме заедно, да видиме што е она ново кое што ќе го направиме, бидејќи минатите 2 работи или 2 рецепта кои што ни ги правеше беа вкусни, ние тука во студиото или во редакцијата ги изедовме и можеме да те пофалиме, а верувам дека гледачите доколку си ги направија дома и тие се исто така воодушевени. И овој пат ветуваме еден убав, како што реков, зеленчук комбиниран, сезонски, вкусен, но и доколку сакаат со останатиот дел од ручекот кој што им е привиден за денот. Да не зборам ја многу, така добре ни дојде и еве ти ќе ни кажеш во продолжение што е ова поточно или подетално. Така, добро ве најдов, благодарам на поканата и се надевам овој рецепт ќе биде, ако не денес, утре, предлог ручек. Вака, секогаш кога правам некаков оброк или кога е предлог на меню за луѓето кои што ја гледаат оваа емисија, па едноставно рецептите кои што ги предложувам да биде предлог ваков тип на салата, сакам да дадам некоја увертира зошто е корисно ова што ние го правиме или зошто овој состав на зеленчуци е добар во однос на здравието. Секогаш кажуваме ние нутриционистите дека многу е битно да го зачуваме здравието, но сега сакам да дадам акцент на одржување на ацидо-базната рамнотежа во организмот, па едноставно и и алкализацијата на организмот. Тие се тесно поврзани два поими кои што едно без друго не можат. Детоксикација на организмот, нели секој организам во однос на внесување на храна, оброци и така натака, попатно внесуваме нешто што нели не треба да го има нашиот организам, односно тоа се токсини кои што не се корисни во организмот, нели посекако да преовладуваат, па на тој начин треба да правиме детокс на организмот. А ацидо-базна рамнотежа е потребно со цел да не се закисели организмот, таа ацидо-базна рамнотежа да биде на ниво што би се рекло, да внесуваме храна која што ќе го алкализира организмот, храна која што нема да дозволи да се закисели организмот, бидејќи знаеме закиселен организам е причина за сериозни заболувања. Така и предлогот денешен е салата од карфиол брокула, морков, натрек има пашканат, макдонос, салатата која што е да речам детокс салата, која што изобилува со овие корисни нутриенти и она што е важно да внесуваме е свежи ензими, а свежите ензими се наоѓаат во свежото овошје и зеленчук. Ева можеме да видиме колку е разнобојна нашата даска полна со зеленчук тука, а исто така вие нутриционистите велите колку повеќе бои или колку повеќе разнобојност, толку повеќе витамини, така? Така, ја викам боите на зеленчуците и овошјето со боите на семафорот, црвена, жолта, зелена, се она што ќе внесеме, ќе биде по добробит на човековото здравје. Секое овошје и секој зеленчук си има своји биоактивни компоненти кои што се карактеристични за здравието и кои што се акцентирани. Овој тип на салата што денеска ќе направиме и ќе биде предлог на гледачите е салата која што изобилува со витамин С, селен, цинк, кој што има макро и микронутриенти кои што се корисни со цел да ги спречиме слободните радикали, односно да спречиме воспаление на организмот, потоа сега е сезона на вируси, на бактериски инфекции, нешто што ќе биде така да дадеме
буст или појачување на имунитетот. Секогаш е важен имунитетот, независно од годишното време. Особено овој период во годината е секако важно да имаме големо влијание на нашиот имунитет, па да не ја спомнеме и нели пандемијава од COVID-19, меѓутоа имунитетот е клучен. Така да имаме работи за сецкање. Имаме работа за сецкање. Еве го ова намерно не сакав да го исечам, нели да биде подготвено од дома. Личи на дрво и ајде да кажеме дека ова е дрвото на здравието, бидејќи внатре се сите корисни елементи кои што може да ги внесеме. Може да се приготвува нели во свежа состојба да биде, може да биде обарена или бланширана. Бланширањето подразбира термички процес кој што е 30 на секунди, да не се изгубат корисните витамини и минерали. Може да биде подготвено во рерна, карфиолот и брокулата, со јајца и со кашкавал, нели како предлог оброк, со тоа што независно како ќе ја конзумираме, го имаме благодетот од овие намирници. Одлично. Ова е за тебе, а ова е за мене. Добро, дали треба со ова некогаш и ова нели се употребува? Може, се употребува, да, може. Ние ќе кажеме дека тука имаме и меѓу другото покрај оваа детокс салата, твоја идеја беше да донесеш и односно да покажеш рецепт за вода, како да наречеме ми да не сгрешам? Така, најчесто тие што се на мојот режим на исхрана, многу често, да не речам во предлог на режимот на исхрана, ја имаат и детокс водата. Таа е вода која што има додадено намирници, кои што се може да биде чија семе. Ево овде. Овде ќе имаме чија семе и ленено семе. И ленено семе. 1 лимон. Исцеден. И во ова се работи синхронизирано. Кој вика дека две жени во кујна не бива? Како бива? Правиме салата, правиме вода исто за чистење на организма, ставивме чија и ленено семе и лимон и оваа вода е пожелно да отстои, односно може да се направите навечер и да отстои до следниот ден, за да може да се конзумирате во текот на денот. Пожелно е од вечер да отстои, бидејќи лененото семе и чија семето пушта слузава материја која што исто така е корисна за дигестивниот тракт, за оние луѓе кои што имаат проблем со пробавата или дигестија. Сите оние многу пати сум кажувала и меѓутоа и сега ќе го напоменам тоа. Се она што пушта слузава материја е корисно за дигестијата и за целување на слузокожата на желудникот. Така и оваа вода е исто така корисна. И јас ќе додадам малку и цимет. Да, ова се промешува, отстојува од вечер. Така таа вода од вечерта отстоена се ги зима корисните елементи од состојките што се додадени и е детокс вода која што нели го алкализира организмот, меѓу другото прави и лимфна дренажа. Оние луѓе кои што имаат проблем со задршка на вода и на течности во организмот, делува позитивно во однос на исфрлувањето на вишокот на вода и течности. И покрај тоа што нашата препорака постојано е да се пие вода и течности во текот на денот 2 литри да се конзумира, оваа вода е погодна за сето тоа. Многу често кажувам и сега ќе го напоменам тоа дека после доручекот и ручекот се прави пауза од 1,5 час до 2 часа, да не се пие вода и течности, да дозволиме на самата храна да се разложи во организмот, да не попречуваме со додавање на вода непосредно веднаш по доручекот и ручекот, бидејќи така ја отежнува функцијата на варењето на храната. Потоа во текот на денот 2,5 литри вода се задолжителни да се исконзумираат и да се пијат, така да. И ѓумбирот отстојува исто така од вечер. Еве ѓумбир во водата. Ќе потсетим уште една, значи ленено семе, чија семе, ѓумбир, лимон и цимет.
Тоа е во водата, која што ќе може да си ја конзумирате и да ги слушнете овие совети кои што сега пред малку ги кажа Емилија. Инаку, Емилија, ти секогаш си дарежлива кога станува збор за советите, препораките, но и оние подароци кои што ги имаш за нашите гледачи кога доаѓаш кај нас на гостување. Овој пат ти имаш една добра идеја која што ние ја усвоивме заеднички. Која што ја прифативме, а тоа е следнава. Ќе биде ова доста добро за гледачите, оние кои што ќе сакаат да прифатат и кои што ќе сакаат да учествуваат заедно со нас, што значи доколку некои од нашите гледачи, оние кои што се добри и спретни во кујна, оние кои што имаат рецепти нивни на располагање и кои им се во секојдневното мени, а сепак се во согласно со она кое што го правиме, а тоа се здравите оброци, може да ете некој од нив еден да се јави во режијата, да го остави својот контакт број, за да потоа ве контактираме и во некој од нашите следни изданија да дојдете вие заедно со Емилија, нели ќе стапиме во контакт и заедно ќе го направиме со нејзина помош вашиот рецепт, ќе го презентираме на останатите гледачи, а за возврат ќе добиете режим на исхрана од Емилија, режим на исхрана за вас лично. И мислам дека тоа ќе биде еден доволен мотив за оние кои што не гледаат и кои што сакаат и немаат проблем да бидат овде во кујната, да може заедно да сготвиме. Така, секако со задоволство ќе ни биде, нели, секоја идеја што ќе биде тука испрезентирана, да го вреднуваме трудот, секако ќе биде во однос на бенефит на здравјето да подготвиме и режим на исхрана за некоја господја. Да, што значи дека во моментов доколку некој од вас се заинтересирани, тогаш може оној некој што ќе биде најбрз да се јави и да ги остави податоците во режија. Накратко, доколку не е проблем од режија, ќе го побарам само телефонското бројче да ги потсетиме гледачите и се разбира ќе ве очекуваме. Што се однесува до режимот на исхрана, нели како велиме, обично режим на исхрана се прави првенствено ако сакаме да промениме нешто кај себе, а да не тргнеме само и исклучиво од физичкиот изглед, туку првенствено и од нашата здравствена состојба. Знаеме дека кога конзумираме подолг временски период некои намирници кои што не прават да се чувствуваме добро и напротив не се толку добро по здравјето, може да се појават некои здравствени проблеми, но и покрај тоа, доколку сакаме да направиме промена во исхраната и за да изгледаме и за да се чувствуваме добро, тогаш е потребен ваков режим на исхрана. Бидејќи кога ќе се спомне диета, звучи малку можеби по-ригорозно, во стилот на тоа дека нешто ќе ни биде забрането да го јадеме, дека ние мораме да бидеме по строг режим ако сакаме да симнеме некој килограм, но тоа не е секогаш така, бидејќи килограмите веројатно доаѓаат како последица на тоа кога ќе го подобриме начинот на живот, здравиот начин на живот преку здравата исхрана. Јас вака она што нутриционистите може да го понудат во однос на здравието на човекот е храна која што е избалансирана, храна која што не трпи одредени нели исклучувања на одредена храна која што секако е корисна, а да исклучиме. Значи не постои такво нешто. Значи јас се ве зборувам за себе. Во храната вклучувам доручек, ручек, вечера. Нема гладување во режимот на исхрана. Многу често терминот кога ќе кажат диета потсетува на гладување. Меѓутоа, кога ќе се отиде кај нутриционист, секако дека гладувањето не е причина да ние имаме нарушување на здравието, бидејќи самиот нутриционист дава храна која што е избалансирана и храна која што во одредено време треба да се конзумира. Да. Кога одат кај нутриционист нема гладување, барем така е кај мене. Многу често од клиентите ја прескокнуваат и вечерата, меѓутоа тоа е бидејќи јас сум дала баланс во текот на целиот ден, нели, сутринскиот напиток со водата, кога да се пие вода, кога течности, кога многу често, нели, тоа и сме зборувале во раназад емисии, нутриционистот се што треба да направи е да го балансира она цело чувство, постојано чувство на глад, иако организмот не е гладен, да ние имаме постојано чувство на глад. Тука тие хормони што се грелинот и лептинот малце треба, нели, да ги уиграме, да направиме една равнотежа во однос на тој глад да се совлада. Значи, одењето кај нутриционист не е гладување, тоа може да биде само бенефит врз основа на здравието, да се решаваат здравствени проблеми. И нутриционистот не е нутриционист само да се намалат килограмите. Покрај тоа што луѓето имаат вишок на килограми од причина што се конзумирала храна која што е термички обработена, заситени масни киселини, сол, шекер, напитоци кои што се газирани, пушењето, неактивноста, сето она што го кажав за киселување на организмот, нели ние треба да имаме ацидобазна
равнотежа. Да. Ацидо-базна равнотежа ќе имаме кога ќе ги елиминираме сите тие работи и ќе внесеме свежи ензими, како салата, нели, мешунките ќе ги внесеме и така натака. Меѓутоа, она што е многу важно, нутриционистите нудат здравје за решавање на проблеми и спречување на здравствени проблеми. Бидејќи покрај намалувањето на килограмите, јас работам со луѓе кои што имаат проблем со тироидната жлезда, имаат проблем со висок холестерол, триглицериди, кардиоваскуларни заболувања, ХПВ инфекции, значи се она што може да направи нутриционистот да помогне во овие состојби и заболувања и да ги спречи. А постојат безброј примери на кај тебе и кај твоите колеги кои што работат оваа работа од луѓе кои пред да се консултираат со нутриционист, постоеле ете така некои здравствени тегоби и можеби со мала скептичност дека не може толку храната да го реши проблемот. Напротив, единственото нешто кое што можеби пак за нивната здравствена состојба е токму промена на начинот на исхрана и вчудене видени од резултатите кои што може да ги даде. Се некако се па и во тој дел зголемува свеста веќе и подолго време со благодарност на вас нутриционистите кои што и доаѓате во вака контактни емисии утрински и предпладневни, попладневни како и да е, каде што има дел за здрава храна и нутриционизам и апелираме до сите оние кои што ете наспроти она која брза храна која што се нуди, која секој од нас знае да постигне во одреден период од денот можеби, но тоа да не биде пракса и да се осврнеме повеќе на овие здрави зеленчуци и овошја, комбинација од истите, се со цел да се чувствуваме онака како што треба и да бидеме здрави. Така, како што кажа, дека не може би се појавило некогаш имало скептичност во однос на одењето на нутриционист, меѓутоа ние нутриционистите се изборивме да покажеме и да докажеме дека навистина со храната имаме бенефит врз основа на решавање на здравствени проблеми. Тоа се покажало кај многумина и факт е дека со храната можеме да направиме многу. Бидејќи кога ќе отидете вие на лекар, нели, кога еве ниско железо или кога имате проблем со одредено заболување, се што треба да направи советот на лекарот е да смените начин на исхрана или имате проблем ендокринолошки или проблем со вишок килограми, за да забремените. Минус 15 килограми, кажува и лекарот, кој треба следен чекор да го направи клиентот. Значи да ги намали килограмите, а тоа може да го направи кај нутриционист, односно со избалансиран режим на исхрана. Гладување, значи диети, тоа е оние диети кои што кружат по интернет и нели со денот го почнуваат со еден оброк или се гладува, тоа сериозно може да го наруши здравјето. И контраефект има. Контраефектот. Значи тука доаѓа до дисбаланс на хормони, а има многу луѓе кои што имаат дисбаланс на хормони. Не може со гладување да се направи нивелирање на тие хормони. Значи потребно е да се внесе храна во зависност од состојбата нели на индивидуата, возраста, годините, не е исто жена која што е од 30 на години, 40, 50 во менопауза, во репродуктивна фаза и така натака. Секој организам е засебен, меѓутоа тука ние сме нутриционистите кои што треба да ги детектираме сите тие прашања и одговори кои што ќе ни ги дадат клиентите. И да им бидат што појасно нели објаснети на самите клиенти за да може тоа да не биде као ќе одам на треба да посетам нутриционист, леле да не ќе треба да гладувам, па јас имам омилени вкусови, па можеби нема да можам да ги вкусувам. Мислите, сето ова кое што е здраво всушност е многу вкусно и затоа треба и да се практикува и да биде дел од нашиот начин на исхрана. И сега ние можевте да видите овој сад за салата дека е препон, да. Се е подготвено, само што треба да го измешаме. Значи јас ќе потсетам, иако рецептот го видовте напишан, јас ќе потсетам, значи имаме тука брокула, имаме карфиол, по една китка ние ставивме, поголема салата, повеќе луѓе сме. Да, ова е многу за мене и за тебе. Да. Мислам дека е многу. Да, затоа има и за колегите да пробаат. Значи брокула, карфиол, авокадо, домати, шери, морков, пачканат, ротквица, макдонос, и маслиново и помалку сол, нели, по потреба, нели? Малку повеќе. Да, добро, ќе го измешаме тоа. Да. Авокадо, се она што содржи ова салата, еве за авокадото содржи незаситени масни киселини, маслиновото масло исто така е корисно, брокулата и карфиолот, еве ќе кажам дека од фамилија Брасикаци, односно од оние зелкастата фамилија, се корисно треба. Да.
Па мислам дека се треба. исто така корисни, меѓутоа многу често од клиентите, еве и тоа да го напоменам, имам проблем со тироидната жлезда, брокулата и карфиолот и зелката ми се забранети. Значи треба многу голема количина да се изеде да биде тоа гоитроген фактор за тироидната жлезда. Доколку се проба, нели оваа салата ништо нема да попречи нели функцијата на тироидната жлезда. Ням. Многу вкусно Вкусна е? изгледа, јас сакам многу салата, така што јас сигурно ќе ја пробам и со оглед на сите овие здрави работи кои што ги содржи витамини и минерали, одлично ќе ни дојде. Ајде ќе додадеме и сончоглед малку. И семки од тиква. И семки од тиква. Цел оброк. Значи ова е само наш основен предлог, меѓутоа доколку гледачите го испробаат овој рецепт, може да додадат печурки внатре, може да додадат хејда, просо во оваа салата и да биде полн оброк со здрави нутриенти, односно со нутриенти кои што се корисни за здравието. Супер, одлично, навистина изгледа вкусно, секогаш и секаде применливо, особено доколку ете така користиме сезонско овоше и зеленчук во случајот, бидејќи тоа што е сезонско е најсвежо, се разбери, најздраво. Емилија, ќе ти се зблагодарам што денеска одговори на нашата покана, дојде, имаш одлична идеја која што ја предложивме, верувам ќе има и интерес и ќе се видиме повторно, можеби со некој од нашите гледачи и веројатно со некој нов рецепт кој што ќе биде добре да не. Така со задоволство ја привлекам секоја ваша покана. Следно чекаме рецептот наша гледачка да даде предлог и заедно тука да ја коментираме неговиот бенефит, односно рецептот што содржи и каков е бенефитот врз основа на здравието. Тебе можете најдат на Facebook. Така. И дали имаш уште некој начин на комуникација, веројатно за оние кои што можеби сакаат да те контактираат? Така, јас имам Инстаграм профил нутриционист _ Емилија или здрава исхрана Еми, тоа ми е фанпејдж страната на Facebook. Верувам многу мина ме знаат, доволно е Емилија Спасовска Мојсовска и може да ме најдат. Несебично можам да го дадам своето излагање во однос на прашањата кои што се упатени до мене. Како и секогаш. Ти благодарам и за денеска. Вие доколку ви се допадна сето ова, не се сомневам дека е така, тогаш подгответе си го, па дури и денес нема никаква филозофија како што видовте, а сепак е нешто што изгледа одлично и верувам и е вкусно.